Добре дојдовте во уште една епизода од подкастот Семејна соба, заедно со мене Александра Мишевска. Како сте ми? Добри ли сте денеска? Што се случува со вас? Интересни прашања, нели? Кои што и те како се поврзуваат со темата анксиозност. Како што погодувате, денесната тема ќе ни биде анксиозност, паничните атаки и генерално стравот. Па да видиме како тоа луѓето се носат со анксиозноста, што таа представува, што помага, што одмага, како се носиме и така натака. Денешната новина е тоа што денеска со мене имам и гостин, воедно, еве ќе оставам простор тој да се представи, да каже збор два за себе. Повели. Моето име е Александар. Во животов повеќе пати до сега имав проблем со анксиозност. И тука сум дојден да говорам на овој подкаст, на оваа емисија ваша, точно како човек кој што поминал низ силни анксиозни атаки, напади, па да им споделам на луѓе информации, нели, искуство од моје лично знание и од мој личен аспект. Супер. Пред се, Александар, ти благодарам за храброста и за поддршката која што ни ја нудиш и директно и индиректно. И се надевам дека заедно ќе ви помогнеме да и ќе ја зголемиме свесноста за оваа проблематика, да зборуваме поотворено, поискрено и секако го е потребно да побараме помош. Па еве да започнеме. Јас сакам, Александар, да те прашам, како ти знаеше дека тоа што го чувствуваш, таа силна вознемиреност или некој немир во себе се поврзува со поимот анксиозност? Како ти ја доживуваш анксиозност? Не ја знаев, на почетокот не знаев дека тоа анксиозност. Имам еден мој термин што го кажав у тоа време, чувството е кога имаш силен анксиозен напад, како буквално во секој квадратен милиметар во кожата да имаш по 2-3 игли забиени, значи милион игли забиени од темето до доле до прстите и мрдаат. Wow. Мрдаат. Тоа е мислам до оној момент што јас највише го доживев како најсилен паничен или анксиозен напад. Кога велиш игли, како бодежи ги чувствуваш? Каде би го тоа го чувствуваше низ целото тело, како движење, како струење, можеш ли малку да ни доводиш? Не како струење, него буквално секоја точка болеше како да сега од оваа инстанца веќе знам дека тоа биле нивните завршетоци. Меѓутоа на почетокот стварно немав појма што се случува со мене. Јас стигнав до таму да 8 дена не спијам. 7 ноќи, 8 дена ги поминав комплетно без спиење. Не помогна никакви апчиња за спиење. Додека не се обратив на професионалци, со кои што ме посочија, ми укажа каде е проблемот и каков е проблемот. Нормално, пошто бев вакот на состојба во моментот и со медикаменти ми третираа, тоа траеше кратко. За после тоа да, конечно сватам што е анксиозност, така што почнав да си идам на терапија со психотерапевт. Имиња нема да се расправам, нема да кажам, не си ти, не е она. Ќе објасниме и зошто. Ќе објасниме и зошто, дали? Не е она, кај други терапевти одев и ми помогна многу да го направам увидот. Кога првпат го почувствува тоа чувство на анксиозност? Кога првпат вака можеш да се навратиш во минатото и да се сетиш? Кога беше? Од оваа инстанца сега, знаејќи што е анксиозност и како изгледа чувството на анксиозноста, можам да кажам од најрани нозе. Од младоста, значи уште од детството. Меѓутоа, веројатно затоа што сум бил млад и полн со енергија и затоа што имало и други начини како да си ги тргнеш мислите од моменталната состојба, тоа сум го надвладал. Сериозниот момент кога не можев да го надвладам више беше кога бев фамилиарен човек, кога деца, семејство и понатаму треба да се живи, да се функционира тогаш. Како е да се живее со анксиозност? Велиш анксиозноста си сега од овој имаш увид дека започнало уште од раното детство. И претпоставам како си растал и како си се развивал, некако си успевал да створиш некакви механизми или да изнедеш начин да се носи со таа силна вознемиреност. Кога човек не знае за анксиозноста дека постои, кога човек не знае дека анксиозноста е термин и е нешто кое што може да се третира, се труди на еден начин на кој што ќе се излуфтира, односно излува. Во мојот случај тоа беше возење спортски мотори, спортски коли. Опасно е, не викам не, меѓутоа тоа успева да го потроши адреналинот во тебе и да ја поднамали анксиозноста, не и да го реши проблемот. Правото решавање на проблемот е на друг начин, не е тој. Меѓутоа тоа е начинот на вентилирање, тоа е начинот на ослободување на таа негативна енергија. Значи еден од механизмите би бил да го намалиме количеството на адреналин.
Убаво ова што го Да. спомена адреналинот, како што каже Александар, имено анксиозноста што подразбира. Зголемено количество на излачување на хормонот адреналин кој што го лачи нели надбобрежната жлезда. Која е нејзината функција? Која е улогата на анксиозноста? Дали знаеш, Александар? Која е нејзината животна задача и ве така да именувам да кажам? Од она што јас до сега го сватив беше у суштина дека нашето тело влегува во некој survival мод, кој што ти вика ова што се случува пред тебе ќе излезе многу лошо. Ќе се случи нешто многу лошо. Тоа е survival модот кој што Значи сакаш да кажеш когнитивно зад мислата стои опасноста, дека за нас не демне некаква опасност. као предчувство, како предчувство. Да, осеќаш дека ова ќе се случи лошо ќе биде, да. Така. И какви што поткренува во телото? Ева вака да објасниме на слушателите и на гледачите. Кога го велиме и телесно и ментално, можеш ли да им доловиш што ти се случува тебе конкретно во тие моменти? Ментално ниво човек станува овертинкер. Значи дефинитивно тој што е анксиозен станува овертинкер инстантно. Значи влегува во циклус на обмислување, размислување. Да, значи луѓе што не знаат што се овертинкери, треба да им кажеме што се овертинкери. Луѓе кои што ги секое сценарио одново и одново го размислуваат како ќе се случи, што ќе се случи и во нивната глава. Супер. 99% од нив завршува со трагично сценарио, односно не со неповолен исход. Тоа е анксиозноста. Таму не носи анксиозноста, тоа е на менталното ниво. На физичкото ниво морам да го кажам одма, истоштеноста, омалаксаноста, губењето волја за апсолутно се. Значи, кога ќе кажам апсолутно се, зборам за оние елементарни потреби на човекот што ги има. Ќе изгуби волја да води лична хигиена, губи волја да јаде, губи волја да се комуницира, да биде со луѓе, губи волја да социјалниот живот го занемарува едноставно. Анксиозен човек бара само изолација. Сака да биде слободен, бидејќи се чувствува безбедно не речеме, во својата соба, во својот кревет и во дневна соба пред телевизор, каде што нема никакви други влијанија, он се чувствува безбеден и спокоен. Дали со ова сакаш да кажеш дека анксиозноста тебе те бутала повеќе во изолација, во да се изолираш од средината, да се изолираш од околината, тоа ти помагаше повеќе? Анксиозноста мене ме носеше во тој правец да бидам по некомуникативен со луѓе, односно да ми пречат луѓето. Така. И вака ако те прашам еве денеска на улица, би можело ли да препознаеш некого да оцениш дали личност анксиозна? Да. Како би ја препознал? По кои знаци, по кои символи? Говорот на телото, првично кажува. Второто е бојата на тонот, поготово ако таа личност ја знаел преходно, па сега ја гледаш у таква состојба, ќе препознаеш одма. Се разбира кога ги знаеш симптомите, а и ако не ја познаваш таа личност за не знам, за брзо време веројатно, вие терапевтите многу побрзо тоа го откривате и го дознавате. Али за брзо време можеме да препознам човек кога е анксиозен, кога е во страв да го наречеме. Така. Затоа што нели го искусив. Што би им препорачал тие во моменти на паника? Што да направат? Како себе си да се регулираат или да си обезбедат го обстанокот, бидејќи нели во таа паника така најважен и најзастрашувачки момент е фактот дека дословно се бориме за нашиот живот. Толку не преплавува и емоционално и физички, знаете како дури како да имаме задршка на здив, имаме силно срцебиење, имаме тремор на прстите, на рацете, целото тело ни трепери, дословно како да имаме чувство не брка некое, не знам, страшно животно и ние бегаме и се заморуваме. Па, какви порака би им пратил Значи, тие по интернет различни луѓе, различни техники, некои се со тегнење раце, некои се со дишење воздух, некои се со зборење, некои се верували или не со математички овакво решавање математика, значи вика наједноставната верзија вика е за човек да го тргнеш од анксиозна состојба е системот со дишење како беше 4-3-7. 2-1. Не е битно, различни ги кажува, значи зимаш воздух, го задржуваш малце во себе, па го испушташ дупло подолго него времето што си го зимал. Тоа е едната опција, али тоа е една од Што постигнуваш со еве да објасниме зошто ја користиш таа? Аритмијата првично ја смирува, затоа што ритмот на срцето. при силен паничен напад се појавува аритмија на срце, кој што не е аритмија, него само силно чукање. Математичката операција, морам да кажам математичката операција, некаде го гледав на интернет, па јас го пробав на себе. Почни вика од 94 и одзиме по 7. 94 минус 7.
И така, значи тоа се работи кои што нели начини на кои што луѓе може да се справат. Меѓутоа дефинитивно најдобро е да се посети терапевт, затоа што терапевтот треба и мора да го изнајде начинот и да го изнајде проблемот, односно сорсот, изворот на тригерот на твојата анксиозност, па да се справиш со неја. Така, кажи ми, кога спомена пред малку дека си посетил стручни лица, претпоставувам дека ти прво се обиде самиот да ја надминеш оваа состојба, но веќе кога нели велика влезе, велиш, влагам во некаква акутна панична состојба, па не можам и барам помош. На кој начин ти понудија стручна помош? Еве, не знам, можеби дел од гледачите и слушателите не биле, не посетиле, не биле на терапија, па еве ти да им помогнеш, да им покажеш. Да ги охрабриш, еве. Кои зборови на храбрување? До моментот додека да дознам што е анксиозност, се обидував, нели, на различни начини, се обидував и кај, нема да го кажам бајачки, гатачки, ама се обидував се и се што. Се до момент додека ме завршив, нели, кај терапевтка една која што дали го препозна. Додуше и од претходно више ми беше спомењана за анксиозност, меѓутоа го препозна моментот на анксиозноста. И така дознав отприлика, нели, како е анксиозност, што е анксиозност. Така. Не, сакам да кажам, ти спомена дека ти давале во првата фаза дека и ти помагале со медикаменти бидејќи сепак си бил во акутно. Потоа зборам откако нели заврши тоа, потоа продолжи да си одиш нели на сесии, на терапии. Како тоа ти влијаеше? Ти помогна ли да изградиш нови механизми, нови алатки, да се оспособиш, да се осилиш, охрабриш? Апсолутно. Тој момент ми сакам да го потенцирам бидејќи сметам дека е многу важно ова да го слушнам. Луѓе, јас ќе кажам на сите гледачи, кога ќе почувствувате дека имате анксиозност, не велам дека не треба да пробате сами, ама најчесто не можете сами да успеете. Најчесто не можете сами да успеете, ви треба помош. Ви треба помош. Посетувањето на терапевт не е страшна работа. Тој е терапевт, не е психијатар, не е психолог, него е терапевт кој што треба баш да ти помогне околу твојата состојба. Да, терапевтот ми помогна да изнајдам алатки, да, терапевтот ми помогна да изнајдам начини како да се справам, меѓутоа да разберете, анксиозноста не исчезнува, не е ова настинка, ја имам па си оди. Таа е секогаш тука, али ти ќе најдеш начин како да ја згазнеш и да бидеш посилен од неа за цело време. Од време на време животот ќе се поврати назад. Посетувањето на терапевтите сега више не е како претходно, бидејќи јас нели го надминав тој проблем, меѓутоа од време на време си се консултирам, па си одржам и по некоја сесија, по некогаш со нив. Чисто само нели за да се потсетиме, да видиме кај сме издар новите моменти, да изнајдеме нови солуции, нови решења, односно нови алатки за справување со проблемот. Супер, одлично. Александар, ти благодарам многу. Се надевам дека дадовме одговор барем на дел од прашањата кои што ја мачи поголемиот дел од популацијата во светот. Јас и понатаму ве охрабрувам, следете го нашиот подкаст, поставувајте прашања, па на тој начин ќе прошируваме темата и секако ќе зголемуваме свесноста за менталното здравје. До следната епизода, ве гуштнам пакнувам и се гледаме. Чао! Поздрав од мене. Чао!